Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Скопје але але. Ова е емисија за сите скопјани и за оние знајни и за оние незнајни. Во оваа пригода, овде на плоштадот ја пречекувам една од оние кои што се знајни заради тоа што е радиоводител долго време, заради тоа што има ред приказни или голем број приказни за Дебар Мало и незиното име е Елена Романова. Како? Фала, Иленка, фала. Многу добро мириса на костени печени, што Нели? секако ме потсеќа со Скопје, со старо Скопје, тоа јас кога сум била дете, кога сум доаѓала на плоштадот. А кога ќе видам сега вака, особено пред празниците, ме потсеќа на тоа кога дедо ми не носеше цела екипа со брат ми, со двете братучетки, да се сликаме со Дедо Мраз. Зашто нема Дедо Мраз? И зашто? Има? Не можеме да му сајме во моментот да го прашам. Одиме на кафе? Одиме на кафе. Ајде. Што те потсетува друго ова, затоа што има тука огномет и приказ на огномет? Може таа прво да раскажеме? Ми текнува сега како гледам плоштадов што не личи никако на времето кое што јас растев. Јас имам 35 години, меѓутоа пак во мислата знам да бидам ретро скопјанка со оглед на тоа дека мојата фамилија бајаге долго време функционирала во Скопје. Дедо ми и баба ми живеа на Даме Груев, во пролазот на Гоце Делчев основното училиште. И за Нова година ќе не... Тогаш Ленин. Не, Гоце Делчев се викаше. Гоце Делчев е друго. Знам дека се Добра. викало Ленин. Ленин, Значи знам. Да. И на Пети спрат живеа. И спалните гледаа на кај плоштадот. Добра. И ке традиција некоја беше на Нова година, не оставаат нели нашите. Тоа се тетка ми, мајка ми, и ние сме четворица најблиски брат ми и две братучетки кои што многу се сакам. И ке не остаат таму печена кукошка баба ми правеше секоја Нова година на 31-ви, ќе јадеме печена кукошка. И едва чекаме да дојде полноќ, одиме на кај спалните дека огномет ки има и вака наредени на прозорите, гледаме огномет и тоа значеше дека после тоа мораме да си легнеме заради тоа што да родителите ни дозволуваат тогаш да го пречекориме часот за спиење. И секое утро, уште од времето на прабаба ми, Алтана, 1 јануари било доручек со твојта. И знам дека за мајка ми се сеќавам и баба ми тогаш шкемба чорба правеа, погача месена, пача ако дозволи времето. И јас не сум љубител на тоа, ама секогаш ги дружев погачи, јадев руска салата француска. И така на 1 јануари секогаш се среќававме во домот на баба ми, дедо ми, се зборуваше кој како си поминал, каков огнометот бил и слично. Така што мене плоштадот многу ме потсеќа на детство и секако сликање со Дедо Мраз. Да. Обавезно. Фала многу Дедо Мразовци. Многу имаше и порано имаше многу Дедо Мраз. Иако ми правеа многу конфузија се, чекај. Дедо Мраз е еден, а дека 10. И тука имаше, братот па дошол да му помогне, па санката, па ирвасот не можел, па И се уште сакам да вирам во Дедо Мраз, се уште правам работи за да има Дедо Мраз. Така е. Убава детска работа. Така. Ами украсување дома е пребава детска работа. Од после интервјуто украсуваш стан, така? Значи ме чека Елка, ме чекаат нови сијалички плюс сијалички, премногу сијалички, значи до степен сијалички за да можеш седнеш книга да читаш дома. Значи толку мора да ми свети домот, плюс јас се радувам најмногу, буш ми вика дневна ќе спиам ја денес, зашто ќе светело многу, кам сијалички ќе ти ставам испална, спи на фин душек. Многу сакам новогодишна еуфорија, секогаш сум имала и кога велам дека не би откитила Елка, тоа е вистина и факт. Значи јас беа на китила и би стоела 365 денови, да. Меѓутоа сплетна прашина и слично и такви работи, ај сега ќе ми досадала, не знам што. Јас собирам и едве чекам да се го накитам домот. Спомена баба и дедо, тоа се оние од познатото семејство Степановци или тоа се другите? Баба ми, другите баба и дедо доаѓаат од Егејска Македонија, значи од таму ми е таму од татова линија. Да, таква ми е патетлото. Од друга страна, да, дедо ми е роден во Дебар Мало, денешно место тоа е на Вардар Мебел. Тука беше куќата на дедо ми, тоа се многу браќа, тоа се Стефановци, тоа е една фамилија која што е сериозно скопска и многу позната фамилија. Некој Ристо Стефановски дедо, тоа за оние. Да, за оние кои што не знаете, основач на Драмскиот театар и 32 години генерален директор, кој што премногу ми фали, меѓутоа имам толку многу меморија
поминато со него што се живееме, секогаш се живее на дневна основа се Така живее. е. Да. Ајде разкажи ни некој прв спомен што те текнува во Прв мино. спомен, дури ни мајка ми не ме веруваше на времето, јас се сеќавам на куќата во која што е роден дедо ми, и приказната за дедо ми како е роден дури ја знам, со оглед на тоа дека е последното и најразмазеното братче во фамилијата. Многу браќа се, знам дека дедо ми, прадедо ми Стрезо, кој што е ѕидар, на времето, практично Дебармало се ѕидари. Многу, најмногу ѕидари има тоа во Дебармало, на прадедо ми се скалите кои што водат кон француските гробишта, и тој податок го знам. Знам дека дедо ми се враќа со пајташите, викаше дедо ми, и во меѓувреме доаѓа бабицата што е комшика на баба ми Алтана, прабаба ми, и им вели тишина сега, Алтана раѓа, значи глас да не чуам. И седеле мирни, кога кажале дека се родил дедо ми исто, тоа било пиење и јадење 3 дена, така што било славење, стварно најмладото и најмазеното, без разлика. И тоа беше и до крај, до 93 години негови, ама ние многу сакавме да го мазиме заради сето тоа кое што го направил за нас. Приватно, плюс за Македонија, што има и надвор од Македонија. Што направил за Елена приватно? Тоа беше мојот втор татко. Сите не можам ни да докажам, значи колку јас сум му благодарна, прво заради тоа што ме воведе во еден свет кој што го сакам се уште, значи театарот е моја пасија, им кажувам на слушателите многу често. Требаше да се измешам во тие води, сакав театарска критика многу да се. Прво за тоа сум му најблагодарна, за сите совети, за сите мудри моавети, затоа што дедо ми беше огромен мудрец и една сериозна енциклопедија. Без разлика на тоа што цел живот беше истражувач за театарот и архивист и се можна, дедо ми беше во тек со времето во кое што живее. Значи, пишуваше во дневниците негови што му се случувало, што се случува на вести, што се случува во театарот, меѓутоа и некои негови размисли, со кои што и ден денес, например, кога не знам баш што да одберам, дали е тоа правилно, дали може да ќе сгрешам, онака со оглед на тоа дека многу често сум си правила муабет со дедо ми за се и се што. Викам, добре, дедо ми вака би направил и тоа го правам. За сите совети и за храброста која што имам после многу работи кои што ми се испослучија до моите 35 години, јас мислам дека сум многу силен и многу храбар човек заради него. И заради мајка ми. И заради моето фантастично опкружување. Така е. Се сеќаваш на некакви прошетки, например Дебармало, на фудбал, не знам, само прашувам, зоолошка, Луна парк, сега само вака нели детски некој како Луна парк, дечки ве молам тоа да се стави во функција, онака искрено ги замолам сите. Заради тоа што Луна парк беше. Дедо ми имаше една траса и сега многу се смееме во нашава фамилија, јас, брат ми и двете братовчетки сме сериозно брзи одачи. Значи јас многу брзо се движам. А дедо ми беше 2 метри човек кој што секогаш не шеташе за рака и неговите чекори кои што се спори за нас секогаш биле брзи. Ние буквално трчавме по него. Па така се научила да трчаме. И буквално заради тоа ни се брзи од овите се уште. Ние нонстоп бевме со дедо ми, нонстоп не шеташе. И имаше една траса, тргаше од тука, 7 моста он ги вика. Значи тргавме од овде, ќе се спуштиме и ќе одиме до Александар Палас пешки, низ парк ќе прошетаме, јаболки оние црвени, црвените, што не ни дозволува баш дома, ама дедо ми ни купуваше по не или она петле што го правеа, не знам сега дали има, не сум видела. Обавезно тоа ќе и назад ќе се вратиме, ручек време во 2 часот, дедо ми легнува да одмори после 2, тука е полициски час, нешто се чита, лектири моравме да прочитаме, имавме сериозна библиотека дома, сите сме книгољупци, баба ми работеше у библиотека. И тоа се правеше и после обавезно он искачаше, весници купуваше, сме му правеле друштво многу, во едно време брат ми многу друштво му правеше, за секогаш му правеше, му беше онака баш компањон, и ќе излезе весници, па вести во 7, после тоа се вечера и онака дедо ми беше според некои како што правеле на времето и нас не ни беше тоа сватливо, ама сега од денешно време го сваќам моментот кога треба да направиш пауза во денот. Им кажувам на слушателите дека обавезно мора да имаме време за нас. Ние тоа нашите тоа нашите дома ни пробуваат да ни го вметнат во пракса. Значи ти стани од сабајла, направи се што треба детето, ама 10 минути издивни за себе. Дали кафе ќе пиеш, дали не знам, ќе си правиш третман на лице, косата ќе си ја средиш, облеката ќе си испеглаш, ама тоа да биде само за тебе. И дедо ми тоа го практикуваше и сега многу
пробувам да го вметнам во моето секојдневие заради тоа што многу се важни тие минути за нас. Многу убаво раставме и многу ми е мерак заради тоа што сум од тоа семејство кое што сериозно не знам прави сум горда и од тоа каде потекнувам и од тоа каде сум растала и сите тие приказни поврзани со семејството мое. Така. Кога станува збор за Скопје, имаше ли приказни за Скопје врзани со театар, врзани со места каде што нели штиците се создавале, тој бил дел од таа приказна цела. Колку па тоа ти значеше воведување во се нешто што значи? Јас не го верував моментот кога мајка ми и тетка ми зборуваат дека многу малку биле со нивниот татко заради тоа што јас бев многу со мојот дедо. Он се што не можел во креирањето таа максимална категорична посветеност на театар, они баш за жал го пропуштиле моментот, меѓутоа сега го виделе, шетале се што. Меѓутоа јас го доживеав сериозно со дедо ми и мене не ми беше јасно како тоа може, ти дедо ми е 100% тука за мене. Моментот кога сега он пишува, твори и така натака, ми беше многу тежок да го сватам или моментот дека многу беше интересно. Јас растав во театар, Вујко ми работеше во театар, во прво време работеше на светло, јас сите представи горе сум ги гледала. Дедо ми е пензиониран 87, јас сум родена 88, меѓутоа до крај и до ден денешен вечер кидам на премиера. Значи сум дел од театар и многу го сакам театарот, јас сум гледала представи од горе на генерални проби, театарот ми беше како домче. Кој мене со дедо ми не може да ми каже некој немаш да си гримиор нели кај директорот немаш да влезеш или шито ова пација, значи секој коше и ден денес да ме пуштиш во драмски, тој мирис тие. Значи мирис на пудра и прашина, како така и на рефлектори, пудра и прашина. Има една представа баш го кажува оваа реплика, тоа е она, знаеш на светото кога паѓа прашинката, зашиграле на сцена, крц, кога прави сцената и така натаму, тоа многу го сакам. И столчето кога ќе се спушти вака, кога ќе седнеш. Не посака да си актер? Не посакав да сум актер. Значи, многу сакав да сум актер, меѓутоа мислам дека не ме бива и како не те бива, знаеш? Ако сум јас, добро? Јас, таму сум окей. Ако меѓутоа не сум сигурна, никогаш не ми добив доказ за тоа, ама сакав да се бавам со театарска критика. Со тоа што дедо ми викаше дека сум многу добра за тоа и заради тоа што после представи кога сме деле после премиери, дедо, ќе ме да, така и он ми рече дека сериозно добро го разбирам тоа што се игра на сцена, дека можам таму да одам. И јас отидов на новинарство. Имам завршено тоа. Сакајќи после да се надоградам и да станам театарски критичар. Меѓутоа, таа Кирил Ристевски кажуваше на времето дека беше и разговарав со него дали ќе има таква работа на ФДУ. Он ми рече дека ќе има, таман после 3 години да завршам со факултет и да дојам да завршам театарска критика, меѓутоа он се упокои и не се отвори никогаш. После мислев драматургија, па не знам што, и остана на тоа дека јас ќе одам да гледам театар и ќе си правам муабет со сите. Вика, никогаш не е касно, можеби ќе го завршам тоа со оглед на тоа дека мислам дека многу малку театарски критичари има тука во Македонија. Мислам дека го разбирам театарот, ми треба поише искуство, никогаш не е доцна. И можеби работата на дедо ми, можеби ќе сакам да продолжам, иако тоа изгледа страшно вака. Ама не знам дали сум спремна на тоа да толку многу да се посветам, заради тоа што многу си го сакам приватниот живот и многу сакам да шетам и да излегувам. Он беше 100% посветен на тоа. И се сеќавам да проживам. Знаеш што се сеќавам? Се сеќавам на скалите во Девармало како сега. И тоа мајка ми не ми веруваше. На какви скали? Многу ретко куќите во Девармало, беа на 2 спрата, се сметаа за побогати. Не, во случајов не е така. Меѓутоа се сеќавам на една лозница, се сеќавам на вака извртени скали, маса и лево и се сеќавам на 2-3 соби од куќата во Девармало. Мајка ми не ми веруваше, сум била многу мала. Мојата погикаве си го видела тоа на видео. Не. Значи еве ти ова дали го има вака масата тука, слика имаше. Се сеќавам заради тоа што веројатно многу ми било убаво. И сум имала 4 години, ама ми било многу убаво. Се сеќавам и на браќата на дедо ми, на некој на Миле, на Круме, морам да спомнам баба ми, која што беше столбот на фамилијата. Со оглед на тоа дека дедо ми беше наваму целото време со театар, мислам дека баба ми беше столбот на семејството. Се сеќавам на баба ми на јадењата, се сеќавам на мудрица, колкава мудрица беше.
Се сеќавам, знаеш, она не беше баба, например, беше баба ќе ни дај благо ќе, Аха. ама знаеше кога да не искара. Аха. И мене, например, денешниве баби им се дава се на внуците и се... Она знаеше да не чека малку Не може стоп и сега. ти си казнет заради тоа што не е ова окей. И дај пробај коригирај се така натаму. Мислам дека не знам дали толку многу ми фали баба ми Да. или заради мислам дека малку бабите такви треба да бидат во нешто време, ама добро, тука е тетка ми и ми рекме заради тоа што се не си правам такви муавети. Што ми убава. Да, Да, кажи. а Гуран Стефановски кога влиза во Гуран. животот? Не посака да си драматург тоа? Он предаваше мастер Добро. на драмски мастер драматургија. Он ми беше да речеме, ја бев мајка ми и Горан Стефановски беа како брат и сестра. И он беше многу дел од мојот живот и многу сакам што беше. Сега сум со Игор, со син му на Горане Птенов, ме вика сестро четке, значи тоа го сме Сестро блиски, четке. да. Наместо братучетка, сестрочетка. Сестрочетка, да, многу сме блиски. Горан, јас патам, се сеќавам на моја Леле, колку сакам да одам на ФДУ, значи 2-3 дена пред да се запишам на новинарство. И ми се вика, чекај јас да правим мојот. Што те спречува тебе да се качиш, ми вика, на зграда, на Ристичева, вика, качи Да. се, и играј представу. Викам, затоа што живеам во Македонија. За жал, нема баш... Ама види, во Виена има ваков момент, онаков мојаш уличен театар. Викам, не сме тука за тоа, не ми е срам. Да. Меѓутоа, не знам баш тоа како биде и он ствари некако ме насочи со новинарство, па зошто па театарска критика, па тебе Да. Така што он е еден од пресудниве за моје во новинарство. Горан или ми кажуваше негде пред неговиот крај се слушаме на телевизија, вика како си? Му викам добро, малку тажна. Абе вика, јас знаеш што правам кога сум тажен? Одам во спална, Добро. и си седнам на креветот и си зборувам со тие што ми ги нема, ама ќе се зборувам на глас и ќе се зборувам и тука, знаеш како јас Горан прво премногу го сакам како човек кој што е Горан Стефановски, зборувам за театар, меѓутоа он беше моето семејство, значи сите овие Стефановци се дел од моето семејство. Јас ги гледам како Чичко Горан, не? Да. Мене ми е он Чичко Горан и јас не знам, знаеш што се сеќавам, Евротел во Струга, Аха. седат Горан, дедо ми и братучет ми мислам дека беше и Миле на дедо ми братот и Добро. седат и јадат кисели краставици, пијат ракија, јадат сирење и си мезат тука на терасата, нешто баба ми прави нешто во кујна. 3 сати зборуваа за лозницата во куќата во Дебармало. Дали била вака свртана или дали праската на не знам сика, значи не знам, они никош не се расправа, ама не, сега јас ти кажувам да е од оваа страна, не, јас ти кажувам од онаа страна. Па комшијата овој како дошла, почнала да тема и тоа е еден и они може се сати да За зборуваат лозницата. на тема, да. И таа смиреност која што јас сум ја живела тогаш, фали сега во денешното општество. А денес Скопје како го доживуваш? Какво ти се чини ова Скопје? Јас мислам дека сум од таа генерација, па за жал последна која што многу играше во диско. Јас се уште кога ќе влезам во диско, Играш? јас не застанувам. Стварно? Значи јас дома играм, значи секога јас кревам микрофон на работа и играм пред микрофон, јас цело време играм и пеам многу. Ми фали играње во диско, заради тоа што сега се чувствувам дека кога ќе влезам во клуб кај што се игра, ме гледаат чудно затоа што играм. Стварно, да знаеш дека е така. Знам дека е така и јас нема да престанам да играм. Ние гајле дали ме гледаат чудно или не, јас сум човек кој што игра и кој што одел во диско со патики и За да играм. за да играм. Значи ние идевме на концерти и фестивали да играме. Јас искрено сум човек кој што посетува многу фестивали, многу концерти, на крајот на светот ќе отидам, кој што нема никогаш фотографија во телефонот настанот, заради тоа што сакам да сум присутна таму. Тоа фали, да бидеме присутни во моментот и тоа му фали многу на Скопје, да бидеме присутни тука. Кој диско ти тикнува прво? Елемент. Елемент? Значи елемент во ТЦЦ Плаза. Добро беше. Елемент и имаше тоаш ред. Имаше джуниор и сениор парти. Значи имаше во 9, ние идеме, влагаме и тоа чекаш ред, нема тука тичичкото го познаат. Значи стварно проверувате дали имаш 18 и 8 оделение, нешто 14. Медиум парти. Добро. И тука сениор, не, джуниор парти, влагаш 15 до 12.
Молим. Чао, и у 12:15 братучет ми вика, ке си одиш дома, ние влагаме сега да зјам да те трчаме до Макдоналдс. Добро. Другарките му идеат листиче, аз ке баба ми каде ми се спиев за викенди. Они ке трчат и у 12:15 морат дома. И многу сум захвална заради тоа што имавме лимит на искачање. Ќе пробам да му го воведам тоа на син ми. Значи, се знаеш ти ако закастиш у 12, нема искачање утре. Стварно? Немаш искачање утре. Кој беше тој лошиот, мама или тато? Мама. И тато. Ама многу и благодарам на мама зашто имавме ред. Да. Јас многу сакам ред. Во денес многу бев лутаја. Значи имав другарки што до еден ќе излезат. И ќе да видиш што е сега у парк вамо. У парк многу седавме. Не знам дали се седи сега. Седавме у парк и тоа секој се знаеше. На Сепариња еден седи, кај мечото еден на брдо седавме многу во парк. Многу бевме по-безгрижни. Се секирале мајките ние што се враќаме после во 4 сата, ама мислам дека полабаво им било од денешно време. Послободно се живееше, децата има право да кажат многу повеќе и многу родителите има време за децата. Моја препорака, и тоа го кажувам многу често на нашите слушатели, да ги оставиме малку телефоните, квалитетно поминато време со нашите деца многу е важно. Да. Значи, ако не сакаме телефони да користат, ама ние седиме на А телефон. на каква облека се стикеваш? Тоа 500 кес, тоа беше дел Тоа се видам сега. Сакам дека не имале. Значи, джемперот во... Имам една слика, ако ја најдам ке ја... Стив джемпер со риги зелени, а значи многу лош джемпер, леле. И со некој, не знам како сум ги одбрала и ги сум ја прасала, некој, дали мамо ја го одбрав. Тренерка портокалова со некои точки и внатре джемперот. И лакувани кондори со тренирката. Лакувани кондори со И тренерка. со точки. Леле, Така ја леле. најдам фотограф, бамо вика. И со дедо мраз сликана. Ау. Абе ти така си одбра? Абе ние не Леле. можевме да те предобиме. Крагди многу се нося. Сега Добро. гледам дека се враќаат и јас сакам крагни многу. Онаки знаеш, джемпер па тука Да, некоја па крагни. крагња, лакувани кондори што се сега мода со врвчиња. Доц, она точки никогаш не излега од мода и сега се ламбади ве носев. Ламбада беше. Касандра стегачи А носе. игравте ластик пред града? Игравме многу ластик, сега да ми даваш ластик е ти рипам. Стварно? Да, плочка ластик, камај со оглед на тоа дека кај мене на улица, јас сум во Лисичанка, јас сум родена во Лисиче, на Бошко Бука имаше само мајски. Сум играла камај, сум играла граница, дол... Со машките игравте во ластик? Бар, джамли, значи джамли на... Ни го асфалтира улицата, нова ни правеа и нешто не им се фати на асфалтот, искочи како дупче. Ден денес го има, абе живи радосни за джамли. Дупче одека ќе ни игра. Да, сум играла сум играла, сме гледале, сме играле, сме слушале музика на касети, ми текна дека Нана беше бенд, не знам, Нана. Lonely песна, дали ќе, не, мислам, па Хенсон ми беа бракјава Добро. втора касета и ќе ги слушаме и пауза, ќе го напишеме Текстот. текстот. Узне како сме го пеле, ман. Али битно на англиски ние цел го знаеме. Get around and move, нешто. И знам дека пева, па ќе се собереме на голем одмор, другарка во усни на усни тоше ја написала. И седиме на голем одмор и пееме усни на усни. Демек сме го научиле текстот. Сега бараш лирикс, лесно. Тоа ми беше супер, па кој излегоа системи. А кај учеше средно? Средно во Јосип Брос. А во Јосип завршив. Брос. Да. Добро. Мајка ми и татко ми купија систем за нова година со 30 диња што ти се вртат. Ау, ти си била И главно на нова мало. година дојдоа другарки кај мене, а слајме, што сакате да слушате? NSYNC, чекај сега друга од Backstreet Boys, чекај сега од Take That, нешто такво. Јас сум на бој бендови време и да. Да. И тоа. Јас сакам музиката тоа. Како е со дуци на прашка? Со дулеле. Со дуци е најубава на светот, не може да не биде убава. На прачка е тотално хаотично и се надам дека тоа ќе го средат паркинг пренаселено, значи и се лути се, јас си правам муабет со братучет ми, Јан Стефановски, си правиме муабет, вика леле колку ме нервира. Да. Тафталиџе А и она мали блиску куки. тука, така да, уличката е. блиску сме, блиску сме. Тафталиџе се стара наслоба која што била секоја со куки, со бараки, со таква. Сега се тоа грамади, јас живеам многу сме спрат. Значи, многу е високо и многу е хаотична е. Ама на крајот од денот пак е мирно.
Знаеш, да не ти се верува. Седиш на тераси мирно ти, а си помеѓу две фреквентни Теодоси Гологанов и Волола и од другата страна Партизанска, ние сме негде у средини е перфектно. Сумно сме спрат. Се надам дека сето тоа со собрег, кога станува збор за тоа ќе се среди. И она пешачка култура што малку фали. Да. За какво Скопје сонуваш? Како да биде она Скопје але? За какво Скопје навиваш? Иако ми рече во разговор пред овој, ми рече, ја какво и да е Скопје, го сакам. Жаба. Да. Јас знаеш, сакам малце мир, сакам заложеност, сакам време за луѓето, не да биде се растрчано, дајте малце пополека Да да имаме го време за издишаме, себе, значи, така, го живееме. да. Дуци и Паки се луѓе, Паки е мојот најдругар на светот и кум ми е, плюс и сме Добре. многу заедно и Паки и Дуци се луѓе кои што многу сакаат, они кажат, ај одиме да крузат. Аха. И многу пати сум била со нив, седам позади, они напред и одиме во Мала, го знаат Скопје на мал прст. Добра. И одиме во Мала, кај што ќе не одведе во Да. личката, ти текне без разлика дали е Да. слепа, па ќе се Да. враќаме назад. Ќе земеме пијачка, значи од Добра. кафиц сме се зимале пијачка и ќе Стварно? седеме и ја вратиме чашата. Да. И ќе влезе. Сме заглавувале во Шуто Ризари, сме заглавувале значи во Топана, сме заглавувале во секакви мала и сме биле присутни на многу. Ако не знаете што да правите, досадно ми е. Моја препорака да си ја смирите душичката и да си изнагледате, Скопје има многу убави улички. Така. Значи прекрасни кои што не ги знаеме и многу ми е жал. Дуци пак ги знаат сите неверно, не знаете можно. колку. Значи не знаат. Они се нонстоп во кола и нонстоп се во движење, Браво. нонстоп. Значи све сум се изнагледала, до светкави звучници, па журка на па тука асла, па не знам виси на тие што ќе се мажат женато. Билборд на куќата залепам, оние значи изнагледајте се, и доживете ги убаво работен, значи така си правиме убаво да ние. Да си го дознаеме Скопје повеќе, да го чуваме, ве молам не фрлајте ѓубре, значи да ви ја покажам тачната, не е ова фейк зборување. Полна ми е со ѓубре кое што дома ќе офрла, да го чуваме Скопје, да го живееме Скопје. Не да го претрчаме Скопје, зашто ние брзаме од овде до овде да стигнеме, Да. да го живееме. Знаеш, знам уште 100 работи дека можеш да ни кажеш, ама времето ни истече и сега за крај. Може ли ја и ти како певајки онака да што ќе запееме? пееме? Скопје има микроклима. Ајде. Може? Да. 3, 4, сега. Скопје има микроклима, изгор лето, кочан зима. Скоп ни прави стани вани, дебар Мала ни е шала, е. Да, насмевни се, не вери гајле. И стига, намигни ми, ајде на здравје, Скопје. Тередам, Пријува. там. Чао. Супер ми беше. Чао, дечки.